Со подземни тунели под Илинденска да се поврзе новиот клинички центар со болницата 8 септември и ПЕТ центарот. Идејата на владата е новиот објект на државната клиника да се изгради кај платото пред спортскиот центар Борис Трајковски. На овој начин ќе се добие поефикасно функционирање на здравствениот систем, побрзи дијагностики и операции, со еден збор поквалитетна здравствена услуга за сите граѓани во Македонија на едно место. Планот е под булеварот Илинденска да се направи топол подземен премен кој што ќе се поврзе со постоечката 8 септември. Тука се наоѓа и ПЕТ центарот кој што исто така во моментот го развиваме и сето тоа е поврзано со поликлиниката Букурешт, значи еден целосен заокружен комплекс. Земјиштето каде што треба да никне новиот клинички центар моментално е во приватна собственост, но од владата уверуваат дека веќе се водат разговори со сопственикот за негово превземање. Ако се оди по планот, новиот клинички центар треба да почне да се гради на почетокот на 2027 година. Граѓаните кои веќе навикнаа да чекаат со децении нов клинички, велат дека крајно време е да се стави ред во функционирањето на здравствениот систем и поголема пристапност до здравствените услуги. Горе клинички што е на водно, па тоа не се приближува човек. Вака мислам дека би се растеретил. Во секој еден поголем град има два клинички центри. 8 септември не е доволно голем за да може да ги задоволи сите потреби на граѓаните. Ја мислам дека ќе се растерети затоа што е многу оптеретен. Многу оптеретен и би требало да се растерети, обавезно ќе се растерети. Добра е локацијата за нов, треба нов. Клинички центар да се направи. Тоа е најважно за луѓето и за све. Кај Борис Трајковски, така е рековте? Па добро е, што не може овде у центар да се... Добро е, мислам. Меѓутоа, кога ќе биде е прашање. Јас бев студент кога се градеше. Уште се гради. И за медицинските работници од внатрешноста на Македонија изградбата на нов клинички центар е повеќе од потребна. Велат дека старите клиники се стари и нефункционални. Според нив новиот центар треба да овозможи побрза дијагностика, полесен транспорт на пациентите и поефикасна организација на работата. Во светот постојат одлични такви центри во поголемите светски градови, така да и ние треба да се стремиме да бидеме подобри и на едно место пациентот да добива брза, ефикасна дијагноза, третман, заради тоа што сега, како што знаете, имаме неправилен и недобар распоред на здравствениот кадар. На едно место имате хирурзи, немате анестезиолог, на друго место имате еден ортопед или во однос на другите гинеколошки, нели да речеме, гранки. Мицкоски најави дека продолжува и реализација на изградбата на клиничката болница во Штип, заедно со медицински факултет и студентски дом, како и клиничката болница во Тетово и здравствен дом со проширена дејност во Кичево. Изминатите 9 години се сменија 6 министри за здравство, имаше 6 локации во игра и 6 фирми изведувачи, но наместо нов клинички центар, претходната влада ја остави Македонија со обврска за да плаќа пенали за она што требаше само да го спроведе.